Добар ден. Денеска во Фактор здравје ќе зборуваме за раното откривање и третманот на ракот на дојка. Зборувајќи за ова малигно заболување, особено важни се два податока или два факти. Првиот, тој значи дека ова е најчесто малигно заболување кај жените и второ на листата причини за смртност од малигно заболување. Добрата работа пак или добрата вест кај ова малигно заболување е фактот дека доколку рано се открие или пред палпацијата тоа да се почувствува, тој може да се истретира и конечно жената да се излекува. Со кого денеска ќе третираме темата и во име на која институција ќе откриете по оваа прва најава. Пред 5 дена или на 7 април, кога се прославуваше Светскиот ден на здравјето, токму првата приватна општа болница во Република Македонија Ремедика го прослави своето 11 годишно постоење. Затоа кон овој голем јубилеј би рекол во однос на прославувањето и во однос на постоењето на Ремедика, денеска имаме референтен гостин кој што е првиот или човек кој што е медицински директор на Ремедика и со кого ќе ви ја представиме споменатата тема рано откривање и третман на ракот на дојка, а тоа е професор доктор Андреа Арсовски, специјалист по торакална хирургија. Добар ден, професоре, и во име на Фактор здравје уште еднаш ви го честитам јавно вашиот роден ден со желба барем една нула да имате покрај таа 11-ка. Па се надевам ќе ја доживееме. Да, како сте? Добро, благодарам за честитките. Ремедика, како што рековте, го прославивме нашиот 11-ти роден денот на болницата. Влегувате во втора декада веќе на постоење. Да, полека зрееме. Што се случи овие изминати 365 дена? Знам дека секој ден е посебен за вас, но има ли некој факт или некој податок што особено сакате да го истакнете во оваа прилика? Значи, ние и наредната сабота организираме еден симпозиум кој што ќе биде поврзан со еден нов ласер кој што беше набавен. Ласер кој што може да се користи во повеќе гранки на медицината. Конкретно најголемата негова употреба е во дерматовенерологијата и во гинекологијата. Така да се надевам дека ќе биде многу интересно поканити се бројни колеги од овие две области пред се. Покрај овој новитет, минатата година проширивме нашата интензивна нега. Делумно се проширени амбулантите и се надевам дека во текот на оваа година комплетно ќе биде завршен и пуштен во употреба новиот дел. Инаку во нашата секојдневна работа, мотото на нашата 10 годишна прослава беше "Праше пријател". Се надевам дека тој круг на задоволни пријатели и понатаму се шири, што се гледа и по обемот на нашата работа и по нивото на задоволство кај нашите пациенти. Јас сум би додал таму кај што здравјето се раѓа, тоа е Ремедика или синоним на Ремедика. Така, тоа беше една од нашите девизи во една од претходните прослави, меѓутоа сите тие слогани кои што ги користиме и понатаму се во функција и понатаму траат и се надевам дека и во иднина ќе имаме не само празни слогани, туку слогани кои што навистина ќе осликуваат работата која што се одвива во Ремедика. Да, полни раце работа би рекол. Да. Благодарам за овој воведен дел, а темата со професор доктор Андреа Арсовски ќе ја почнеме по првиот блок реклами, а вие знаете, со задоволство ве очекуваме во продолжение на Фактор здравје да ни се придружите и активно да дадете придонес со вашите прашања и интерес за оваа тема. Мој име е Кенан Мандра. И јас сум с помош липосукцијска исхрана успео да смршевим 10 кг за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кг. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Генатурал ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Генатурал. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите Генатурал за долг и здрав живот. Имав СИН-2 предизвикан од вирусот ХПВ. Информациите што ги добив
велеа дека цин-2 предизвикува карцином на грлона матка. Докторот, како дополнителна терапија, ми препорача и антиоксидант G132 плюс натурал со објаснување дека вирусите во кои што спаѓа и HPV вирусот се уништуваат со антиоксиданси. После 3-месечна терапија на антиоксидансот G132 плюс натурал, ПАП тесто покажува дека немам повеќе цин. Денес се чувствувам здраво, имунитетот ми е во подобра ситуација, а стресот го контролирам. Сето тоа благодарение на G132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмель. За убав ден и мирна ноќ. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Аха. Gay Kids. A, B, C, D, G. Во прашат се деца, болестите од ова се плашат. Подобро вратило, после ночке, имунитетот ке е силен као само речет. Докица продуктот, здрави резултатот. Ќе ти даде сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц. За сите деца, пите Gay Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Gay Kids. Ремедика. Прва приватна општа болница. Прашај пријател. Рано откривање и третман на рак на дојка е денешната тема во Фактор здравје, тема која што ви ја доближуваме преку стручниот коментар на професор доктор Андреја Арсовски, кој што е специјалист по торакална хирургија и воедно медицински директор во првата приватна општа болница во Република Македонија Ремедика. И пред моето прво прашање потсетување дека Ремедика секојдневно ви стои на располагање на двата директни телефонски броја 0226031000 и 072443200. remedica.com.mk е страницата на глобалната мрежа каде што оваа болница можете да ја контактирате, да се советувате и да закажете термин од било која точка на земјината топка, а и директно можете да ги поседите на булеварот 16 Македонска бригада безброј во Скопје. Во име на Ремедика, професор Арсовски, денеска зборуваме за тема која што е многу актуелна. Ги кажавме бројките, ако дозволите само ќе се послужам со проекцијата која што американската статистика ја дава и вели дека годинава дури 246.660 жени ќе заболат во САД од овој инвазивен рак или карцином на дојката, а од нив 61.000 од неинвазивниот, или 1 од 8 жени заболува од ракот на дојка. Како тогаш со овие фрапантни податоци да се открие рано овој и третира рак на дојка со оглед на фактот дека тренте пред палпацијата или пред нешто да се напипа, тоа треба да се открие? Токму како што спомнавте, значи бројките не само во Соединетите Американски држави, туку и на глобално ниво се навистина фрапантни. За жал во Македонија не постои точна статистика, го немаме тој фамозен регистар за рак. Меѓутоа, по некои наши сознанија, некаде повеќе од 700 жени се очекува да заболат годишно во Република Македонија. Од друга страна, вие спомнавте инвазивен и неинвазивен. Значи, трендот на сите овие современи текови и напори што еден организиран медицински систем ги прави, тоа е да се откријат жените во најраната фаза, значи по можност кога е се уште неинвазивен или барем кога е непалпабилен, значи да се открие пред да стане опиплив, пред да може сама пациентката да го примени. Тоа бара навистина една организирана активност, морам да кажам дека и мултидисциплинарна, вклучително од медиумите, преку здравствената едукација, преку развојот на комплетната здравствена мрежа и секако врв на сето тоа во тоа рано пронаоѓање и откривање на карциномот на дојката представува и скринингот кој што е една посебно организирана активност која што подразбира не само постоење на
логистика од аспект на апаратура, туку навистина врвно обучен кадар за спроведување на тој скрининг. Затоа што во спротивно може да се случи да имате скрининг, а се прават грешки, односно се прават превиди кои што после тоа пациентката спие мирно, бев на лекар, ми направија ова и ова, немам ништо, и онда прави превиди во било какви промени кои што се случуваат. Значи, тука ljudскиот фактор, односно оној професионален момент е исклучително битен, затоа што за добро спроведување на тој скрининг потребно е покрај апаратурата и навистина врвно обучен кадар за спроведување токму на тој скрининг. Кога зборуваме за овие активности, рековте дека пред палпацијата или ако досега се апелираше кога нешто ќе се напипе или почувствува да се оди веднаш на лекар, сега трендовите и оно што е актуелно на глобално ниво, што и вие во Ремедика го применувате, покрај мултидисциплинариот пристап е предпалпабилен, да биде овој карцином да се открие. Како тогаш, дали само една мамографија или еден скрининг може тоа да го открие? Оној дел на советување на само прегледи останува, воопшто не губи на значај, меѓутоа тоа е активност која што пациентката сама ќе напипа и после тоа да се јави на лекар. Значи, било каква промена во незината дојка... Или некој сомнеш, сигурно. Или некој сомнеш, веднаш треба да се упати во место каде што може тоа да се испита. Меѓутоа, апсолутниот тренд е било каква промена од аспект на стварање на малигни клетки да се откријат во нивната почетна фаза, а тоа е можно само со навистина квалитетен радиолошки преглед, тука пред се, односно апсолутно спаѓа еходиагностиката, исто така спаѓа добрата, квалитетна, не само од аспект на технологија, значи добар мамограф, туку и добро обучен техничар и добро обучен лекар кој што може да ги толкува резултатите и да примети промени кои што на ниеден друг начин не може да се верифицираат. Така да, со постоење на таа навистина врвна денеска апаратура која што ја има веќе достапна и во нашата земја, со тој врвно обучен кадар навистина може да се планира една таква активност и карциномите на дојка да се откриваат во фаза кога или се на микроскопско ниво, или се толку мали што не може да се напипаат. Поготово тоа е случај кај пациентки со големи гради, каде што туморите, почетен тумор е длабоко, па не може навистина никој тоа да го напипа. Само една компарација ќе споменам. Имав прилика скоро да бидам гостин кај колегите во Словенија што се бават со оваа проблематика и навистина бев фрапиран од податокот дека сега во Република Словенија околу 60% карциноми се откриваат во фаза кога не се палпабилни. Неинвазивни, како што рековте. Не само неинвазивни, и инвазивни, меѓутоа мали кога не можат ни да се напипаат. Првично дури не ми се ни веруваше дека тој податок е веродостоен, меѓутоа успесите со една организирана активност, зборувам и на државно ниво и лекарската фела пред се, тоа е навистина толку добро организирано, со дисциплинирани пациенти, значи се знае кои категории ризични се подложни на и на кој начин се прават сите овие прегледи, така да навистина фасцинантен успех кој што е на врвот на Европа, не само во регионот. Друг податок што исто така е фасцинантен, да 5-годишно преживување на пациентките со карцином на дојка глобално, значи од сите пациенти, не само од овие рано откриени, е 87% и втори се во Европа после Шведска која има 88%. Ние тука имаме поле многу да работиме, меѓутоа мислам дека е многу битна таа поддршка од државата, но апсолутно сметам дека и подобра организираност на оние стручњаци кои што може да се искористат, да се доедуцираат за да навистина по тие современи текови се прави тој скрининг и да се открива карциномот во најрана можна фаза. Добрата работа ја уште еднаш ќе потенцирам покрај тоа што е најчесто малигно заболување кај жените, што е доста достапен, да речем, или благороден како заболување, ако можам со таква терминологија да се послужам, бидејќи ако рано се открие, тоа значи добра прогноза и конечно излекување за пациентката. За прашањето ми беше дали доколку се открие во таа непалпабилна или фаза кога не се допира уште или нема никакво допирање, дали тоа значи дека по индикација сите тие кандидатки се за операција или хируршки третман или треба дополнителни некои испитувања во
смисла на генетиката, и таа има силно влијание во сите сфери, би рекол, на медицината. Така, значи, ја би ги расчленил вашето прашање на два дела. Прво, она што е потребно при раното откривање, покрај ехото и мама диагностиката. Предноста на раното откривање, односно зошто сите тежнееме и вергламе рано откривање, тоа е затоа што, примерно, во првиот стадиум, ако се открие, излекувањето е во над 95%. Како расте стадиумот, процентот на излекувани пациентки се намалува. Тоа не е само кај на случај, туку е секаде во светот. И ако имаме ние, значи, пациентка во ран стадиум, има најголеми шанси да комплетно се излекува и да продолжи со нормален живот. Секако дека и кај пациентите со повисок стадиум имаме излекување, меѓутоа тој процент ни одалеку не е толку висок. Така да секој стадиум што е спуштен подоле има двоен ефект. Прво и основно, преживувањето е многу поголемо и процентот на излекување, а втората работа, што исто така воопшто не е за подценување, значи тие пациентки бараат помалку третмани, кои што се и многу поевтини. Примарен и најчесто прв користен тип на третмани е хируршкиот третман. Обемот на, односно екстензивноста на хируршкиот третман директно исто така зависи од стадиумот, мада зависи од други фактори, конституција, големина на дојка, место и така натаму. Меѓутоа, секако дека тие штедливи операции, помалку инвазивните операции, многу полесно и почесто се пременуваат кај пациентки кои што се во понизок стадиум. Како стадиумот расте? Едно е што екстензивноста на оперативниот зафат е поголема, меѓутоа оно е што е многу побитно, што другите постоперативни третмани, значи тоа се скапите хемотерапии, зрачни терапии, таргет терапии, специфични терапии, зависно од хормоналниот херцептинскиот статус, помалку си применуваат и имаше некои статистики дека ако се спушти стадиумот од втори Б на втори А, зборувам просечно, дека по пациент се заштедуваат некои скоро 15 до 20.000 евра. Така да тука е таа логика што светот инвестира во раното откривање, после тоа многукратно ги враќа парите. Прво, побитно е пред се дека се резултатите многу подобри, но и економскиот ефект, зборувам во еден организиран систем, секако дека тие пари многукратно се враќаат. Вториот дел на вашето прашање во однос на генетските мутации кои што го илустрираат ризикот од појава на карцином на дојка. Или предвидуваат, нели, на некој начин што би се случило. Во тој дел генетиката е навистина отиде на многу напред. Точно се знаат кои се тие ризични генски мутации, кои што може да се одредат на два начина и од крвта на пациентите и од самото ткиво. Ние тоа веќе по долг временски период го правиме во соработка со, односно го изработува тоа лабораторијата за генетски инженеринг при Македонската академија за наука и уметности. Нашите пациенти, тоа е дел на еден проект и навистина тука многу ни помагаат во пресметување на ризикот на роднините по женска линија кај овие пациенти. Значи, такви ризични пациенти, каде што е утврден зависно тие генски мутации поголем ризик од евентуална појава на карцином, потребно е многу почесто и многу поригорозно да бидат подложени на овие превентивни, односно прегледи за рано откривање и да во колку се појави било каква промена, секако дека мора многу инвазивно таа да се отстрани, детално да се испита и со тоа да се постигне тоа што повторно го вергламе, откривање во најмалена можна фаза. Јас не би рекол верглање, туку во име на здравието, ова верглање го сваќам повеќе како жаргон, но сепак интенцијата е сериозно. Рано да се открие и конечно, она што има и веќе изрека позната, ако можеме јавно да споделам, ако не сакате превентивно да ви ги гледаат дојките, бидете пациент на Арсовски, односно обратното. Знаете, лично јас морам да искажам едно задоволство што таа свест кај пациентите, а многу е битно и кај колегите кои што се бават со оваа проблематика, навистина од година во година расте и се надевам дека ќе успееме во наредните години битно да го намалиме
стадиумот на просечно откривање на карциномот на дојката и со тоа и нашите резултати да ги приближиме до она што се нарекува европски и светски просек. Сигурно. За третманот ќе зборуваме во продолжение од Фактор здравје, а овде ве поканувам да останете со нас, следува вториот блок реклами, а подсетување доколку сакате информација за кажување преглед или советување со професор доктор Андре Арсовски и тимот од Ремедика, слободно побарајте ги на 0226031000 или 072443200. Моje ime je Kenan Mandra i ja sam uz pomoć liposukcijske ishrane uspio da smršavim 10 kg za samo 10 dana. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Г-натурал ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Г-натурал. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите Г-натурал за долг и здрав живот. Мама знае колку е важен појадокот. Несквик со Оптистарт формулата совршено го надополнува млекото со хранливи материи, заедно со витаминот D и цинк, содржи и железо кој допринесува за развој на помнењето и концентрацијата на децата. Несквик Оптистарт, збогатете ја чашата со млеко. Посакуваш да трае? Зенитин Припейд надополнувај и доби до 1000 денари бонус последните 10 месеци и користи го до кога сакаш и за што сакаш. Активирај со SMS Start на 1454. Повеќе за вас. VIP. 20 години боледувам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролет и на есен кога цветаат дрвата. Знае 2 до 3 пати годишно да поминам во болница, но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г-натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и што е најважно се, почнав нормално да дишам. Јас сум најдобар доказ за тоа дека Г132 плюс натурал е чудо на природата. Сакам да го споделам ово искуство со вас се со една цел, да им помогна на луѓето во изборот на производот кој ќе им го промени животот на поарно. Г132 плюс натурал е мојот избор. Stalo sa vám niečo? Nemáže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмели. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, екопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје.
Пред да ги слушнеме вашите јавувања и прашања, подсетување дека 60911924 и 60911925 се телефонските броеви на кои што ве очекуваме да бидете во контекст на денешната тема рано откривање и третман на рак на дојка, а оваа тема ви ја презентираме преку гостувањето на професор доктор Андреа Арсовски, кој што е медицински директор и по специјалност торакален хирург во името на првата приватна општа болница во Република Македонија Ремедика. И подсетување дека Ремедика секојдневно ви стои на располагање на remedica.com.mk, како и на 072-443-200 и 02-2603-100. Професоре, пред да имате индикација за хируршки третман во однос на решавањето на проблемот со ракот на дојката, дали покрај дијагнозата потребно е да се направи, претпоставувам, и биопсија за да се одреди фазата или стадиумот на болеста? Значи, биопсијата апсолутно, тоа е последниот чекор во дијагностичката постапка и тоа е она што е наша интенција и конкретно во нашата болница навистина инсистираме да се прави тоа на тој начин, така да пациентите кои што доаѓаат во Ремедика на рентгенолошки испитувања, на ехо, на мамографија, сите сомнителни лезии, без разлика од нивната големина и димензија или пак постоење на тие инкриминирани познати микрокалцификати кои што се повеќе и повеќе се говори и се откриваат, потребно да се земе добра, точна биопсија за да може да се верифицира, односно постави точна дијагноза. Биопсијата порано се изведуваше со тенка игла, понатаму беа на слепо, денеска сето тоа е веќе заминато во историјата и апсолутно дека тие биопсии за да имаме висока дијагностичка вредност мора да се прават под контрола или на ехо или со стереотаксична мамографија, што ја правиме ние во Ремедика, и исто така да бидат кор биопсии, односно со специјален тип на игла да се земе примерок од ткиво кој што може пак добро детално да се анализира кај нашите патолози. Целата таа активност е усмерена токму кон тоа да ние во што поран и што поточно да се одреди точната дијагноза за да понатаму го одредиме и третманот. Дури постои можност кај дифузни лезии како што се тие микрокалцификати да мора да се направи и хируршка биопсија. Значи, по хируршки пат да се земе еден поширок примерок од ткивото за да може исто така детално патохистолошки да се анализира. Целиот тој пат, значи, од клиничкиот преглед, имиджинг методите како што се ехото и мамографијата, биопсијата се интегрален дел на тој пат до доведување на точна, навремена и се надеваме што во што поголем број пациенти и рана дијагноза. Да го слушнеме првото јавување денес. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, господје, со вашето прашање. Да го прашам докторот. Јас сум оперирана од рак на дојка пред 13 години. Малку погласно само да зборувате. Пред 13 години, рековте. Пред 13 години. Добро. Да, доктор Караѓозов. Добро. Ме интересира, имам и на другата дојка циста. Иначе, првата операција, ова што сум оперирана, е втор стадиум инвазивен. Добро. Па ме интересира дали има опасност и за другата дојка, што каже доктор. Благодарам за вашето прашање. Значи, цистите сами по себе, воколку немаат некакви израстоци, не представуваат зголемен ризик од стварање на карцином. Но, пациент кој што имал карцином на дојка, треба еднаш годишно да си прави редовни контроли. Тоа е некој светски стандард и од тука нема отступање, затоа што некогаш и после подолг период може да се јави нешто друго, дали во врска со првата болест или независно од незе, така да овие пациенти апсолутно еднаш годишно потребно е контролни прегледи. Значи може карциномот и на иста дојка да се појави и другата да биде зафатена. Може и на другата, така да контролите треба да се прават еднаш годишно до живот. Уште едно јавување вклучуваме. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме и вас, господине. Вака, за девојка 21 години. Добра. Во детството дојка и отече ова пред случило и од дојката тече не млеко, него ирише, да речем така.
И од двете тече, од двете дојки. Добра. Не знам зашто се ако Да, може доволно за некој докторот совет. да ми објасни. Благодарам. Детската Го дојка, слушнавме прашањето. Да, од двете дојки, да, исцедок. Значи потребно е да се направи клинички преглед со оглед на возраста 21 година, да е млада. Потребно е да се направи ехо, да се направи анализа на секретот и да се види евентуално хормоналниот статус, дали има некое хормонално преметување што довело до оваа промена. Рековте дека хируршкиот третман е оној кој што го решава проблемот со ракот на дојката и на почетокот споменавте дека не само вие торакалните хирурзи, туку пристапот е мултидисциплинарен во смисла на дијагноза, а и третман, бидејќи кога нешто ќе се отстрани или ткиво, сигурно треба и тоа да се реконструира. На помош тука се сигурно и пластичните хирурзи. Многу убаво и би рекол навремено прашање. Оти жена без дојки не е жена, би рекол. Сигурно вие тоа ќе го потврдите, како психолошки и здравствено. Првиот дел од лекувањето е хируршкиот дел. Вториот дел е онколошкиот дел и тука има повеќе варијанти, зависно од тие наоди, хемотерапија, радиотерапија, хормонална терапија, херцептин, таргет терапија или некаква комбинација. Но многу битно прашање е што со оној дел на пациентот кој што ние фактички го инвалидизираме и апсолутно тренд во светот е да се прави реконструкција на дојките. Таа реконструкција може да биде рана реконструкција, односно во исти акт кога се отстранува ткивото на дојката, значи со еден зафат. Да се прави и надополнување или пак по завршувањето на третманот да се направи реконструкција во втора фаза. Повторно во контекст на тоа рано откривање, значи кај пациентите кои што се рано откриени, многу поголем е процентот каде што може да се прави реконструкција. Тоа е многу битно, значи да имаме ние една можност за предвидување на постоперативниот третман, затоа што пациентите што одат на радиотерапија, односно на зрачење, често пати ако се стави протеза или се направи некаква пластична интервенција, таа може да пропадне, па после тоа да има уште дополнителни операции кои што апсолутно не се пријатни ни за пациентот. Од друга страна, особено кај младите пациентки е многу битен не само естетскиот, туку и психолошкиот момент. И заради тоа се трудиме, односно денешната хирургија нуди можности да се прави таа реконструкција на дојките и возможна е таа рана реконструкција. Значи, постојат алтернативи, таа така наречена субкутана мастектомија, кога се остава поголемиот дел од кожата. Зависно од локализацијата, кај некои пациенти може дури да се остави и брадавицата, или пак ако се отстрани брадавицата, таа се реконструира, односно се тетовира во понатамошната фаза. Тука постојат опции за вметнување на импланти и тоа може да биде тој експандер кој што повремено се полни за да се расшири кожата или пак примарна вметнување на силиконска протеза. И сега тоа е веќе ствар на пластичарите, односно договор на пациентот, а најдобро е кога тоа се прави тимски, како што почнавме ние да го правиме со колегата Даскалов кај нас во Ремедика, каде што на тие конзилиуми доаѓаат и радиолозите, присуствувам јас како онколошки хирург и присуствува колегата Даскалов, кој што е пластичен хирург, исто така во консултација со онколозите. Значи мора тимски да се предвиде и да се избере најдобриот начин на лекување и на евентуална реконструкција. Значи, дали ќе се вметне експандер, дали ќе се вметне трајна протеза, дали примарна или по завршувањето на третманот, или пак ќе се направи некоја друга пластична интервенција. Значи, денеска хирургијата веќе нуди голем број на опции, кои што се апсолутно сигурни и безбедни. Меѓутоа, правиот принцип е многу индивидуален, потребно е и пациентката да го каже своето мислење, нормално почитувајќи ги оние медицински критериуми кои што тимот на лекарите треба да ги постави и сето тоа треба да се прави тимски, конзилиарно, за да ефектот од лекувањето биде не само постигнување на излекување на малигната болест, туку и нормално враќање на пациентката во незините секојдневни, семејни, општествени активности и елиминирање на тоа психолошко чувство на инвалидизираност, односно нормална една ресоциализација и враќање
кон сите аспекти на она што значи еден нормален и здрав живот. И уште еднаш да потенцираме, не помалку важно или најважно во целата работа е излекувањето, преживувањето и прогнозата. Колку порано се открие или рано се открие ракот на дојката, тоа значи конечно излекување и враќање, како што рековте, во сите оние нормални обврски на жената. Повторно сакам да нагласам дека... Бидејќи кажавте 95% како податок во Словенија, кое што е веќе и репер, рековте после... Тоа е на светски, или на светско ниво, во првиот стадиум толку е излекувањето. Односно излекување за 5 години. Како растат стадиумите, процентот опаѓа. Она што би сакал на вистина да го нагласам уште една, што е тимскиот пристап на квалификувани професионалци, каде што од самиот почеток, значи од првиот преглед, диагностичката процедура, че тоа се рентгенолози кои што обично се субспециализирани во диагностиката на дојка и оние што го обавуваат скринингот, поминуваат посебна обука за скрининг, затоа што тоа има своји специфики. Начините на биопсија, кои што исто така најчесто ги изведуваат и кај нас во Ремедика ги прават колешките од радиологија, значи постојат можности за таа корбиопсија водена по дехо или по стереотаксична мамографија или пак хируршката биопсија, со што имаме точна, прецизна, екзактна диагностика, а веќе во третманот најдобро е кога тој тимски се договара, значи хирург, онколошки хирург и пластичен хирург и исто така онколозите, за да може да се согледаат сите аспекти и да се одбере индивидуално најдобриот начин на лекување кој што ќе даде не само ефект во лекувањето на основната болест, туку секако и преку таа реконструкција, значи она што е лекување од сите тие пациенти кои што имаат малигно заболување, особено кога се инвалидизирање, имаат и една психичка, психолошка би рекол пред се празнина или можеби несигурност која што треба да се подкрепи. Загриженост и така натаму, што по потреба исто така во тимот не е лошо да се вклучи и психолог или психијатар. Сето тоа е со цел да навистина добиеме повторно кога ќе излезе тој процес на лекување, една здрава, нормална индивидуа која што може и понатаму да се посвети на своето семејство, на околината, на работата и така натаму. Да, професор доктор Андреј Арсовски, торакален хирург и медицински директор во Ремедика, беше денешен гостин во Фактор здравје. Пред да му се заблагодарам, да потсетам дека тимот на доктор Арсовски и тимот од Ремедика секојдневно ви стои на располагање на 02 2603 100 и 072 443 200. Remedica.com.mk е исто така страницата на глобалната мрежа на која што можете да ја контактирате првата приватна општа болница во Република Македонија Ремедика, која што со свој центар за мама диагностика е присутна во Тетово и со своја поликлиника во Струмица. Професоре, на крајот ви благодарам, уште еднаш честитки за вашиот 11 годишен роден ден и јас во името на Фактор здравје на крај ви подарувам една 15-дневна терапија Г Натурал за да имате здрав имун систем. Знам дека тоа го имате, но како превентивно, бидејќи туку имате кислород, имате многу енергија и храна и сето тоа доколку сте задоволни можете да го препорачате на вашите пациенти, вашите најблиски и луѓето кои што ги сакате. Уште еднаш пријатно и секое добро. Ви благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Професор доктор Андреј Арсовски уште еднаш потсетувам, можете да го најдете во Ремедика со неговиот тим, а знаете, јас Илија Николовски и тимот на Фактор здравје ве чекаме утре во исто време и на исто место. До тогаш имајте пријатен ден.